Национален совет за финансиски истраги и конфискација на имот, со кој ќе раководи вице-премиерот Арбен Фетај, беше формиран вчера од владата. Членови на советот ќе бидат високи представници од клучни институции, меѓу кои министри, обвинители, судии и директори на релевантни органи. Целта на новиот совет е да се зајакне координацијата и ефективноста во борбата против нелегално стекнат имот. На полнок завршува јавниот увид во избирачкиот список за локалните избори 2025, а на 13 септември истекува рокот за доставување на кандидатските листи до општинските изборни комисии. Според ДИК, заклучно со 9 септември, увид извршиле 5729 граѓани. Поднесени се 8 барања за запишување, 136 за бришење и 59 за промена на податоци. Избирачкиот список ќе се заклучи најдоцна до 26 септември. Локалните избори ќе се одржат на 19 октомври, а кампањата започнува на 29 септември. Со поддршката на независен кандидат за градоначалник на Кочани Владко Грозданов, од ВМРО-ДПМН порачуваат дека испраќаат јасна порака дека интересот на граѓаните е над партиските разлики. Покрај за Кочани, владеачката партија ги објави и останатите кандидати: Бети Стаменковска Трајковска за Кисела вода, Мирослав Славковски за Старо Нагоричене, Илија Тентов за Дојран, Сашко Велјановски за Долнени и Даниел Павловски за Ранковци. Од партијата велат дека се убедени оти со оваа кадровска структура ќе понудат квалитет и решенија за локалните заедници. Со итна финансиска интервенција од 2,5 милиони денари, владата ќе го заштитува споменикот Македониум во Крушево. Истовремено се подготвува проект за целосна реконструкција, кој се очекува да биде готов до средината на 2026 година со вклучување на странски експерти. Членовите на Собраниската комисија за надзор на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање денеска ќе посетат Агенцијата за разузнавање, откако вчера беа во посета на АНБ, за да извршат надзор по наводите за прислушување. Откако во јавноста излегува информации дека во периодот од 2019 до 2024 година се прислушувале новинари, бизнисмени и премиерот Христијан Мицковски како тогашен лидер на опозицијата. Од власта бараат одговорност, а од опозицијата декласификација на документацијата. Може да почне постапката за превземање на Стопанска банка Битола од страна на српската Алта банка, откако Комисијата за хартии од вредност даде согласност. За 100% превземање на Македонската банка од страна на српската треба да се платат 22,8 милиони денари, колку што е проценетата вредност на сите акции. Две лица од Скопје денеска се приведени во струшкото село Луково поради поседување дрога, соопштија од СВР Охрид. Според информацијата, вчера околу 11 часот полициски службеници од регионалниот центар за гранични работи Запад при Бирото за јавна безбедност ги оапсиле двајцата скопјани. Лицата, како што е наведено, се приведени во полициска станица и по целосно документирање на настанот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Земјотрес со јачина од 3,8 степени според Рихтеровата скала е регистриран во Македонија утрово во 6 часот и 35 минути, објави Европскиот медитерански сеизмолошки центар. Епицентарот на земјотресот бил на 16 км источно од центар Жупа и на длабочина од 15 км под површината на земјата. Во Брисел денеска е планирано одржување нова рунда од диалогот на Белград со Приштина. Делегацијата од Белград, предводена од директорот на канцеларијата на владата на Србија за Косово и Метохија, Петар Петковиќ, синока пристигна во Брисел. Предходната рунда, диалог, се одржа на 10 јуни, пошто главниот преговорач на Косово, Бесник Бислими, го обвини Петковиќ за давање лажни изјави по состанокот.
Бројот на ученици во основните и средните училишта во Албанија драстично се намалува со просечен пат од околу 10.000 ученици годишно. Според официјалните податоци, во 2015 година во предуниверзитетско образование имало 362.000 ученици, додека минатата година нивниот број се намалил на 250.000, што е намалување од 112.000 ученици или над 30% за 10 години. Најголем пат се забележува во основните училишта. Главните причини за овој тренд се намалениот наталитет и масовната емиграција. Чарли Кирк, влијателен американски конзервативен активист и основач на организацијата Turning Point USA, беше убиен за време на говор на Универзитетот во Јута Вали. Атентатот предизвика шок и осуда од целиот политички спектар во САД и на меѓународно ниво, отварајќи дебата за растечкото политичко насилство. Претседателот Доналд Трамп го нарече Кирк голем, па дури и легендарен, и маченик за вистината, наредувајќи знамења низ САД да се спуштат на половина копје. Тој го осуди атентатот како мрачен момент за Америка и ја обвини реториката на радикалната левица за поттикнување политичко насилство. Денес се одбележува годишнината од терористичките напади врз САД од 2001 година, најпознатиот напад во современата историја, кога припадници на Ал-Каеда со киднапирани авиони удрија во кулите на Светскиот трговски центар во Њу Јорк и зградата на Пентагон во Вашингтон. Во нападите загинаа речиси 3000 луѓе. Тогашниот американски претседател Џорџ Буш објави војна против тероризмот, а лидерот на Ал-Каеда Осама Бин Ладен беше убиен една деценија подоцна во Пакистан. Македонија денес се разбуди во дожд, под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса. Според управата за хидрометеоролошки работи се очекува дождливо време во текот на целиот ден. Оттаму издадоа предупредување за можност од локални невремења со пообилни врнежи и појава на град. За утре се очекува стабилизирање на времето.